Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, официјални представници на Европската Унија на Бледскиот стратешки форум испратија силен политички сигнал за ново проширување на Унијата во 2030 година. Ова се случува за прв пат после претходното проширување со јасна временска одредница. 2030 година, како можен датум за следното проширување на Унијата, покажува дека тоа е временската рамка која што и владата, предводена од СДСМ, ја постави како цел. Уште една потврда дека нашиот план за членство е реален и остварлив. Овој многу важен сигнал од Европската Унија ние мора да го искористиме. За нас, како држава, која ги започна преговорите и која го привршува скринингот, е дополнителна причина зашто не смееме да ја пропуштиме оваа шанса. Обидите за блокади на ДПМН не смееме да дозволиме да се случат. Не смееме самите да се блокираме на патот кон Европската Унија. Затоа е потребно да донесеме важни државнички одлуки за промена на Уставот и да продолжиме без натамошни пречки во Европската Унија. Не се точни, односно лажни се тезите на ДПМН и Мицкоски дека ќе имало нови барања за нови промени на Уставот. Јасно е се дефинирано во преговарачката рамка. Со одлуката за уставни измени ние го продолжуваме европскиот пат, а тоа е потврдено од сите 27 земји членки на Европската Унија. Лажни се и тезите на Мицкоски и ДПМН дека уставните измени во овој момент не се важни, затоа што тие се занимаваат со квалитетот на животот на граѓаните. Градоначалниците на ДПМН, кои што се локална власт во 50 општини низ државата, 2 години не направија ништо за да го подобрат животот на граѓаните. И второ, затоа што нема подобар квалитет на живот за граѓаните од полноправно членство во Европската Унија, кој патем токму ДПМН и Мицкоски го блокираат. Европската Унија отвара врата за ново проширување и само од нас зависи дали ќе влеземе или ќе чекаме 20 години во изолација додека целиот регион напредува кон Европската Унија. СДСМ, заедно со граѓаните, заедно со проевропскиот блок, ќе стори се да ја обезбеди европската иднина на граѓаните, кои во огромен дел, над 80%, сакаат да живеат во земја членка на Европската Унија. Се работи за иднината на нашите деца и за успехот на државата и ние тоа ќе го оствариме. Ви благодарам и повелете со прашање.